По барање на општина Газибаба, Друштвото за технолошки и лабораториски испитувања Технолаб направи експертска анализа со цел поефикасно справување со загаденоста во општината. Со помош на анализата изработен е ажуриран катастар на загадувачи на територијата на општина Газибаба, со што ќе биде поедноставено дисциплинирањето на сите кои ги прекршуваат законските мерки. Согласно законската регулатива, значи имаме мандатни казни за изрекување на лице место за прекршителите кои што ќе се утврди дека ги злоупотребуваат ресурсите кои што не се дозволиви за грејење, како и секојдневно наблюдување и монитирање на површините кои што и припаѓаат на општина Газибаба. Исто така работиме заедно и со градот Скопје, каде што директно преку современи летала кои што ги утврдуваме причинителите и PM частичките кои што се изфрлаат, дали се тоа од грејењето, дали се при работниот процес, дали се од домаќинства, така да преку дроновите веќе имаме информација, би рекол, секојдневна и на секој час. Георгиевски информираше и дека општина Газибаба има краткорочен и долгорочен акционен план за решавање на проблемот со загадениот воздух. При тоа го нагласи проектот за продолжување на топловодното грејење во Ченто, Маџари, Триангла и Хиподром 1 и 2, како и продолжување на гасификацијата на индустриските објекти и јавните установи, кои се во надлежност на општина Газибаба. Општина Газибаба има долгорочен и краткорочен акционен план за решавање на последиците на загадување на животна средина. И тоа со продолжување на топловодното грејење во Триангла, Маџари, Хиподром 1 и Хиподром 2, како и населбата Ченто, каде целни групи се колективните стамбени згради, како и продолжување на гасификацијата на индустриските објекти и јавните установи, кои се во надлежност на општина Газибаба, каде парните котли од нафта да се заменат со природен газ. Работиме и на долгорочна стратегија за долготрајно обновливи извори за поставување на фотоволтаични панели на колективните згради и јавните установи, како и енергетски фасади, со цел да се постигне заштеда на ресурсите, да се намали штетната емисија на PM частичките, а со тоа и да се подобрат условите за живот. Изминатиот период општината спроведе 2 акции во кои беа запленати 2 тона и 50 килограми отпадни гуми, а започна и акција за отстранување на хаварисаните возила од јавните површини.